Овој видео туторијал ја објаснува постапката за креирање на предлог за спреченост за работа и намените за избраните лекари, стоматолози и гинеколози. Постапката ја започнувате со најава на веб порталот со внес на вашата имейл адреса и лозинка. По успешната најава, одбирате икона барање за осигуреници. Во зависност од доделените привилегии, избирате една од понудените опции, во нашиот случај креирање на предлог за спреченост за работа. Постапката за внес на нов предлог за спреченост за работа ја започнуваме со внес на матичниот број на осигуреникот на кого му издаваме нов предлог. По успешно внесениот матичен број, добиваме работна површина на која што ни се достапни сите податоци поврзани со осигуреникот. Избор на копчето плюс во крајниот десен агол добиваме нова работна површина во која што со ѕвездичка се означени задолжителните полиња за внес. Едно од тие полиња задолжително е бројот на лекарскиот дневник, дијагнозата на осигуреникот која што ја избираме од паѓачкото мени, како и првиот ден на спреченост. Полињата за анамнеза, сегашна здравствена состојба и мислење се незадолжителни полиња и се внесуваат по лично согледување на лекарот. Лекарот за осигуреникот има можност да ја наведе приложената документација со чекирање на соодветниот чекбокс од листата на приложена документација. Доколку има дополнителна документација која не е евидентирана во листата, истата ја внесува во полето за дополнителна документација. Со избор на копчето зачувај, креираниот предлог е видлив на иницијалниот панел. Новиот предлог за спреченост за работа е во статус за подпишување и како таков може да го коригираме по потреба или целосно да го избришеме. Со избор на копчето подпиши се врши дигитална верификација на предлогот за спреченост за работа, која завршува со внес на пинот од електронската здравствена картичка на лекарот. По завршување на оваа постапка, статусот на предлогот е подпишано и истиот е видлив на иницијалниот, односно почетниот екран. Подпишаниот предлог можеме да го погледнеме уште еднаш, да го испечатиме во хартиена форма или да го избришеме. Подпишаниот предлог за спреченост станува достапен за членовите на лекарската комисија. Истата го разгледува предлогот и решава по него. Сите донесени оценки од лекарската комисија за електронски внесените предлози за спреченост за работа, избраните лекари можат да ги видат од нивните ординации. Како придобивка од ваквиот начин на креирање на предлогот за спреченост за работа е можноста избраниот лекар да има непосреден увид над деталите од оценката на лекарската комисија. Истовремено, кога станува збор за продолжување на боледување, може од неговата ординација да го види датумот на следната посета на осигуреникот на лекарската комисија, а со тоа и датумот за издавање на нов ПСР образец. Исто така, избраните лекари по потреба имаат можност и во хартиена форма да ја испечатат оценката од лекарската комисија.